Драги мои, останете пред малите екрани и бидете дел од најновото издание на емисијата Наша сцена. И во ова издание на оваа емисија ќе ви ги представиме најновите и најактуелни случувања на македонската музичка естрада, кој се снимаше, кој промовираше видеозапис и многу други новитети следуваат во продолжение. Не пропуштајте. Драги мои, ова издание на емисијата Наша сцена го започнуваме со промоција. Станува збор за новата песна на Игор Бежановски која носи наслов "Голема свадба правам". За оваа песна се снимаше видеозапис во соработка со Ин продукција. Како помина снимањето и целокупната содржина на спотот, ние ви ја представуваме во продолжение. Останете со нас. Драги мои, како што напомена во самата најава, наш гостин во нашето студио денес ни е Игор Бежановски. Игор, здраво и добре ни дојде. Здраво живо, добро ве најдов. Како си, како се чувствуваш? Знам дека имавте напорна вечер, напорно утро. Така е, точно, имавме напорна вечер, напорно утро. Можам да кажам дека доста работевме околу снимањето на новото видео, на новиот видеоспот, али мислам дека постигнавме тоа што сакавме да постигнавме нашата цел, нашата замислена цел, дури и поќе од она што се надевавме. Така, токму така, поводот за твоето гостување денес е токму новиот спот за твојата нова песна која носи наслов "Најголема свадба правиме". Спотот се снимаше со Ин продукција, дали можеш да ни откриеш на кои локации, како помина снимањето? Така, баш како што најави, името на песната е "Најголема свадба правам". Баш за неја снимавме ново видео. Се надевам дека ќе се допадне на публиката. Вложивме многу труд, многу време, многу напор заедно со Ин продукција и заедно со нашите други учесници и помагатели, кои што морам да ги напоменам, тоа се Кут Бисери и Кут Дримкол од Вевчани. Така да ги поздравиме, кои навистина има допринос баш во целокупниот изглед на овој многу ни видеозапис. помогна, многу излегува во пресред, многу ни го разубавија сето тоа видео и тоа баш заличи на мислам дека традиционалната музика песна сакаме да ја подигнеме на едно повисоко ниво македонската и мислам дека сето тоа со ова видео го постигнавме. Едва и чекам да се случи тоа, да биде целото спакувано и да го видиме и да го пласираме на публиката. Така, на кого беше идејата за локациите, бирање, за кој се ќе учествува во овој спот? Дали твоја или имаш некој кој ти помага? Вака, јас соработувам баш како што најавивме со Ин продукција. Соработката ни оди во многу добар правец. Многу добра соработка имаме, идеите се заеднички и од моја и од нивна страна, од целиот тим се поклопуваат, баш како што каже едноставно. Си даваме идеи, си даваме критики самите едни на други и мислам дека сето тоа на крајот на краиштата влодува со еден добар позитивен плод. Баш ме интересира дали оваа песна долго имаше чувано во фиока или ова ти е една нова песна за која веќе стигнува и коронавирусот, па сакаш да ја обелодниш и да ја зачуваш со еден видео. Морам да напоменам дека оваа песна е отпеана на Лешочки фолк фест. Така. Значи тука во Македонија. Морам тоа да го напоменам. Точно дека немав направено професионален видеозапис за неја. Покрај целата ситуација, тоа малку ни се одолговлечи, тоа ни беше нашиот следен план заедно со продукцијата, али како да кажам, тоа го издржавме и сега го пласиравме и мислам дека сето тоа чекање и сето тоа давање идеи, внесување труд и енергија се на крајот се исплати. Така. Дали можеш да ни откриеш кој е автор на песната? Да, баш би сакал тоа да го откриеме. Значи, автор на музиката и на текстот е Рамиса Зисовски, би сакал да го поздравам во оваа прилика. Аранжманот го одработи Златко Миладиновски, на благодарности за него, со кој што многу добро соработуваме, имаме најава за следни соработки и така, сето тоа се движи во еден добар позитивен правец. Игор, кога да очекуваме дека целокупниот видеозапис за песната ќе биде готов? Таков одговор и јас со нетрпение чекам потврден од продукцијата, подошно од нашиот Ване и неговите соработници. Би сакал во оваа прилика да ги поздравам и да ги мотивирам уште повеќе што побрзо да го завршиме тоа, бидејќи и мене
искрено не ме држи место она што викаме за сето тоа да излезе како финален производ, бидејќи сигурен сум дека направивме нешто добро, нешто квалитетно и сум убеден сами од себе си и се надевам дека и публиката ќе го прифати тоа дека направивме еден добар производ. Так, дали можеме да им откриеме на гледачите на кои се локации се снимаше овој видеозапис? Да, баш би сакал тоа да го откриеме. Во глобала локациите беа тука во Охрид. Би сакал исто така да се заблагодарам на црковниот одбор на село Велгошти, тоа е црковниот одбор на црква Света Петка. Нивната локација искористивме за снимањето на овој спот. Таму пронајдовме заедно со продукцијата она се што ни беше баш потребно, дури имавме и одвишок материјали и фала му на Бога што можевме да бираме. На крајот да биде она све што е најдоброто. Посебно овде Охридскиот предел навистина имат доста убавини кои можат да се искористат погонно за снимање да ги прикажеме преку видео. Така, нашите убавини. Баш поради тој момент ние сакаме да го прикажеме тоа, да го прикажеме нашиот крај, да ја прикажеме нашата традиција, музичка, македонска традиција. Така. Интересно за тебе, Игор, тоа што ти за време на коронавирусот, кога сите паузираат и не паузираше. Снимаше проект со македонски песни, поддржан заедно со инпродукција. Точно. Како помина снимањето на овој проект? Како го прифатија гледачите? Како си ти задоволен? Околу тоа, баш како што кажа, имаме доста позитивни критики од публиката. Ние, односно јас, заедно со продукцијата, не го гледавме тој период како период кој што треба ние сега да застанеме, па треба да правиме пауза. Тоа љубовта кон македонската песна и традиција и кон својата работа не те остава да застанеш без разлика што се случува надвор, без разлика дали тоа ние го уновчуваме или заработуваме од тоа, без разлика. Значи, тоа го правиме пред се за себе си, па потоа нормално за публиката ние живееме од тоа е точно, заработуваме, сето тоа е во ред, али не натера таа ситуација. Мене лично не ме натера да застанам, односно да ја ставам тоа на стендбај работата, па да речеме сега продолжуваме. Не, баш беше мотивиран и навистина добар проект. Тоа беше искрено добар проект, добро прифатен од публиката, јас сум презадоволен. Направивме исто така добар, квалитетен производ, што мислам дека ќе остане како еден траен белег во нашата музичка традиција. Сум благодарен на сите соработници околу тоа и фалам на Бога што излезе такво добро нешто. Така, дали во иднина можеме да очекуваме уште еден таков проект или пак може би дует со некој од нашите естрани уметници? Кои се наоѓате во твојов дел од пеење на музика? Во иднина можам да најавам дека во многу блиска иднина, заедно со продукцијата, заедно со моите соработници автори, работиме веќе моментално на нова песна. Ќе излезе во најбрз можен рок. Значи се надевам дека после крајот на оваа летна сезона, која што малку не ангажира и не зафати со наши ангажмани, почнаа полека да се одвиваат работите кон напред. Можам да го најавам тоа како нешто ексклузивно сега, нова песна заедно со уште еден видеоспот, видеозапис, исто со инпродукција. Околу тоа со дуетот искрено сега не би знал што да ви одговорам. Кога ќе знам точен одговор, ќе разговарам и на тоа прашање. Така, наредно ти сега ќе ни бидеш гостин кога ќе имаме промоција на твојот видеозапис за твојата нова песна. Што да очекуваме од тебе? Каде се те има овој период? Дали имаш настапи? Да, имам настапи. Се повеќе зачестуваат овој период настапите преку летната сезона. Знаеме дека тие се позгустени, ние што се викаме по-нашински. Јас сум тука моментално низ Македонија со оглед на ситуацијата. Јас сум по Охрид, Скопје, Битола, Струмица. На наш терен сме. Па очекуваме во блиска иднина да профункционира сето тоа и да работиме буквално со полна пара. Така, не ги откри твоите наредни планови, значи за скоро време заедно со инпродукција да очекуваме нова песна и нов видеозапис. Точно. Јас ти благодарам што одвои време и покрај напорното снимање и синоќа и Сабаљево, што дојде
тука денес во нашето студио, да си помоабетиме околу снимањето на новиот спот, на твоите нови планови. Се надевам дека за скоро време повторно ќе бидеш гостин, па да го промовираме видеозаписот за најголема свадба право. Точно, во најскоро време место не ме држи и срце, едва чекам сето тоа да биде завршено, финиширано, да направиме една добра промоција во иднина. Се надевам дека тоа ќе се допадне, односно убеден сум дека ќе се допадне на публиката. Благодарен сум уште еднаш на продукцијата и на сите мои соработници кои ги поздравувам. И за што поскоро да се видиме и за овој видеозапис и за наредниот и нудиме во иднина добри македонски производи на нашата публика. Ти благодарам уште еднаш. Kapanı kırmi surla eçi Başka kuda zemlja gori Stara majka horovodi Veselo je se dozori Stara majka horovodi Veselo je se dozori Svatoj tuka došle so radost se jade pije Eve majko dojde denoj da sme sređeni sitenije Eve majko dojde denoj da sme sređeni sitenije Najgolema svadba prava
погледнавме Игор Бежановски, а ние продолжуваме понатака. Нареден гостин во нашето студио е младиот и талентиран Денис, кој ни се представи со неговата прва песна која носи наслов "Девојка за мене". Повеќе детали и кои се неговите наредни планови ние ви откриваме од следното интервју. Почитувани гледачи, денес во студиото на Импродукција имаме еден многу млад гостин кој што ни доаѓа од Дебар. Добре дојде, ќе му посакам на Денис Лимановски. Здраво, Денис, како си? Здраво, добро сум, вие како сте? Супер, како се чувствуваш во студиото на Импродукција со оглед на тоа што прв пат си тука кај нас? Одлично, благодарам исто за поканата. Се надевам дека ќе биде интересен разговор за нашите гледачи на интервју. Имаш исклучително добар повод за твоето гостување тука кај нас, а тоа е промоција на новата песна, твоето првенче, под наслов "Девојка за мене". Ајде нешто повеќе околу самата песна. Песната е снимена кај Лјупчо Соколовски од Скопје, а текстот е исто на Орце Зафировски, мојата екипа што не ја менувам. Се снимаше околу 10 дена, 15 да речеме. Песната се вика "Девојка за мене". Дали може би тоа е песна баш за твојата девојка? Не сите ме прашале за тоа, ама не е моја инспирација, туку не е биографска песна, туку така ми се јави текстописец од Орце Зафировски. Имам песна за тебе, вика. Ајде кажи ми ја. Наслов "Девојка за мене". Па тоа мене не ми се допадна одма, морам да кажам. Па после он знае како да ме учи мене, како да ме инспирира. И така ми се допадна песната, ја снимив. Се надеваме дека ќе биде хит, што би рекол. Претходно ја спомена екипата со која соработувавте за оваа песна. Дали планираш истата екипа да биде и понатака за другите твои песни? Да, не ја менувам. Тие се најдобри, значи Орце Зафировски има доста хитови у Македонија, како "Бум Бум", "Тугина пуста далечина" Така. и така натака. Кои се твоите очекувања за новата песна? Па, Со каков ритам е? Дали може би со некој актуелен летен хит? па така е нешто. Се надевам дека ќе биде прифатена од публиката и да ја барат. Така. Дали планираш видеозапис за оваа песна? Па планирам на крај година да видиме што ќе испадне со песната, дали ќе биде барана, дали ќе им се допадне на публиката Така. и така. Напоменавме дека ни доаѓаш од Дебар. Дали имаше настапи таму, дали настапуваш таму или можеме да те видиме и на некое друго место? Моментално немам настапи, пошто сум почетник на кариера. Луѓето уште не ме знаат мене, но ќе видиме за следната година што ќе биде, дај Боже. Со оглед на тоа дека си многу млад, зошто токму правецот кој што ти го избра на твој 21 година, го насочи кон народната музика? Па зошто така имам таки трилери за народната музика. Тоа ти лежи? Да, ми лежи доста, сите ми вика дека ми лежат народната музика. А инспирацијата, значи јас кога бев малечко дете, слушав забавна музика. А ја памтам се сеќавам на таа година, 2013 година, кога брат ми се женеше, да го поздравам и него. Ми пеше пеачката Сани Гроздановска. Поздрав до Сани. Поздрав и до Сани. И јас не ја знаев музиката македонска, народната музика. Ама кога слушнав дека она пее народната музика, така ми влезе нешто како сила за да ја пеа народната музика. Од тука нешто ми се роди желба. И во иднина предпоставувам дека твојот правец на движење кон музиката ќе биде во народната музика. Добро. Ево ја напомена Сани. Дали може би со Сани или со кој уметник би сакал да снимеш дует? Сани, исто со Сузана Галазова. Поздрав и до неизе. Поздрав и до нашата Сузе.
Дали Или Џоко Јович. нашиот Ѓоко Јовик, дали свириш некој инструмент или можеби имаш желба да научиш? Не свирам инструмент, пошто не знам уште, ама би сакал пијано да се научам. Дали можеме да ве видиме на фестивалите во Македонија и кој е вашиот став за нив? Планирам за Роса Фест, но ќе видиме со текот на времето што ќе биде. Ќе спремаме и нова песна. Така. Дали сметаш дека токму фестивалите се за помладите пејачи се одскочна даска за понатамошната музичка кариера? Да, сметам, пошто еве како мене има млади некој што станува. Тоа е добро, значи кај нас пејачите се бројат на две раце. Има малку Квалитетните пејачи. пејачи. Да, квалитетните пејачи. Жал што многу малку има пејачи и затоа да станеме ние барем помлади, некој што имат акатрилери. Да ја остават музиката во наследство на помладите генерации. Да. Денис, ти благодарам што беше денес мој соговорник. Ти посакувам успешна промоција на новата песна. Ти посакувам уште многу нови музички numeri, нови хитови и успешна музичка кариера. Вие, почитувани гледачи, во продолжение можете да ја слушнете песната "Ти си моја девојко" од Денис Лимановски. Благодарам за поканата. Поздрав и до ИНТВ продукција, до Ване Петковски, и до Мартин, и до Весна. Поздрав и до тебе, Денис. Се надевам дека нашата соработка ќе продолжи во иднина. Откако те сретнав тебе, јас по цела ног те сонам. Сакам да си покрај мене и да бидеш само моја. Сакам да си покрај мене и да бидеш само моја. Девојка си ти за мене и на друг јас не те давам. Како кралица на престол, јас во срце ке те ставам. Девојка си ти за мене и на друг јас не те давам. Како кралица на престол, јас во срце ке те ставам. Моја ке си девојка, моја ке си девојка. Насмев ке ми дадеш и од око поглед скришен. Мојот спокој ти го крадеш, знае овој Господ вишен. Мојот спокој ти го крадеш, знае овој Господ вишен. Девојка си ти за мене и на друг јас не те давам. Како кралица на престол, јас во срце ке те ставам. Девојка си ти за мене и на друг јас не те давам. Како кралица на престол, јас во срце ке те ставам. Моја ке си девојка, моја ке си девојка.
srce ke te stavam. Devojka si ti za mene i na drug jaz ne te davam. Kako kraljica na prestol, jaz v srce ke te stavam. Moja ke si devojka, moja ke si devojka. Драги мои, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Наша сцена. Јас верувам успеавме да го задржиме вашето внимание до крај. Верувам уживавте со нас. За мојот изглед и во ова издание на оваа емисија се погрижија бутиците на Мис Сара, кои можете да ги најдете на 2 локации во Струга. Ние наредно се гледаме за 7 дена. Останете во добро расположение.